Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. Денеска е свето благовештение, празник кој се вбројува во постојаните празници, секогаш е на 7 април според новиот календар. Свето благовештение е празник на Пресвета Богородица. Легендата вели дека кога еднаш покрај прозорец Света Дева Марија го читала Светото писмо во книгата на пророк Исијаја, прочитала дека девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му дадат име Емануел. Возбудено помислила дека кога би знаела која е таа девојка, би служела до крајот на животот. Во тој момент до неа долетал ангелот Гаврил, кој соопштил дека таа е девојката одредена од Бога, што ќе го роди Спасителот. Радувај се, благодетна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. А кога Света Дева Марија помислила каков ќе биде овој поздрав, ангелот и рекол: Не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син и ќе го крстиш со името Исус. Он ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот. И ќе му го даде Господ Бог престолот од неговиот татко Давида и ќе царува над домот Јаковов секогаш и царството негово нема да има крај. На тоа Марија зачудено прашала: Како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? На што ангелот ја одговорил: Светиот Дух ќе слегне над тебе и силата на Севишниот ќе се осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божји. Во чест на таа блага вест што ангелот ја пренесол на Света Дева Марија, црквата го востановила празникот Свето Благовештение, што се празнува точно 9 месеци пред Божик. Поради тоа Благовец е благ ден. Тогаш се верува дека и раната не боли, па на малите деца им се дупат ушите за обетки. Иако најчесто паѓа во тешките великденски пости, на Благовец се јаде риба. 7 април се одбележува како Светски ден на здравјето. Во одбележувањето се вклучи и Македонија, со голем број активности во здравствените установи и образовните центри под мотото за безбедна храна од нива на трпеза ќе се влијае за подигање на свеста пред секај помладата популација. Под мотото за безбедна храна од нива до трпеза денеска се одбележува Светскиот ден на здравјето 7 април. Македонското лекарско друштво по тој повод денеска организира настан на кој ќе биде одржано предавање за безбедноста на храната. Целта на кампањата на Светската здравствена организација е да се подигне свеста на граѓаните за подобра безбедност на храната, како и препораки на владите, јавноздравствените авторитети, заедниците и поединците да преземаат навремени акции за превенција на приближно 200 заболувања, кои се јавуваат како резултат на загадена храна со бактерии и вируси, паразити, хемиски супстанции и друго. Болестите поврзани со загадена храна со бактерии би можеле да се превенираат со примена на 5 клуча за побезбедна храна, со одржување на хигиената, со делување на сирова од подготвена храна, темелно подготвување на храната, нејзино чување на безбедни температури и користење безбедна вода и свежи продукти, потенцираат од Светската здравствена организација. Во рамки на одбележување на Светскиот ден на здравјето денеска во Скопје Македонското лекарско друштво организира свечен собир на кој меѓу другото доцент доктор Гордана Ристовска од Институтот за јавно здравје ќе одржи предавање колку е безбедна вашата храна. Се очекува обраќање на председателот на друштвото Горан Димитров и на министерот за здравство Никола Тодоров. Истовремено Македонското лекарско друштво ќе одбележи 70 години од основањето. Граѓаните на Македонија јадат безбедна храна, тврдат надлежните. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски вчера на пресконференција во Институтот за јавно здравје со поддршка на Светската здравствена организација рече дека храната во Македонија се контролира во секој сегмент. Со редовна здравствена контрола и навремено дијагностицирање на некоја болест може да си го спасите животот. Пред прилогот на колешката Ивана Младеновска честитка од самостојниот синдикат на вработените на клинички центар и други јавни здравствени организации при јавната здравствена установа Општа болница Куманово, кој го честита 7 април, денот на здравјето на сите здравствени работници и соработници. Со редовна здравствена контрола и навремено дијагностицирање на некоја болест може да си го спасите животот. Тоа е единствениот начин за рано откривање и успешно лекување на секој тип заболување, смета доктор Караджински. Во Куманово е се поголем бројот на луѓе кои умираат од малигни и срцеви заболувања, како и од болести на нервниот систем. Според него, тие најчесто доаѓаат на преглед доколку почувствуваат некој симптом, иако во последно време не е мали бројот на совесните пациенти, како и степенот на здравствената култура е на повисоко ниво. Симптоматологијата односно симптомите ги доведуваат пациентите кај лекарот
Инаку имаме ние некои пациенти кои што во последно време приметуваме дека имаат веќе навика да речеме или здравствена култура на повисоко ниво. Доколку порано се утврди болеста на некој пациент, тој ќе има поголеми шанси да се излечи, а раната диагноза особено е важна кај смртоносните малигни и срцеви заболувања, од кои многу луѓе ја губат својата битка за живот. Тоа има болести каде што мора да се реагира во првите моменти на настанување на болеста и тогаш уступот од лекување секако дека со многу голем процент. Граѓаните се повеќе обрнуваат внимание на здравјето, но има и такви кои не ги посетуваат своите матични лекари редовно, поради невнимание или страв. Дали правите редовни лекарски контроли? Да, на 3 месеци крвна слика. Дали одите на редовни лекарски контроли? Да. На колку месеци? На 2 месеци секој. Бидејќи сум член на Војната академија и секој месец правиме лекарски преглед. Повише се загрижуваме сами себе си. Знаеме дека редовно треба да се направи контрол, али се трудиме да се издржиме сами како што треба медицински и читаме што треба за нашето тело, што треба како да се издржиме и тоа. Значи она што треба за да се спречи да дојде во фаза кога многу тешко може да се справиме со болеста е редовната лекарска контрола и брзо поставување на диагноза. Светскиот ден на здравјето е ден кога се потсетуваме на значењето на човековото здравје како најголема благодет, а при тоа меѓу најзаслужните се и лицата од медицинскиот персонал. Кривопалничките лекари велат дека кривопаланчани се послушни пациенти и постои напредок во однос на сваќањата за грижата за сопственото здравје. Повеќе во продолжение. Како и почитувањето на насоките од истото играат пресудна улога во борбата со болестите од секаков тип. Колку кривопаланчани се послушни пациенти. Доктор Крусте Спасовски, раководител на одделението за брза помош во здравствениот дом, доктор Димитар Арсов, вели дека кривопаланчани ги почитуваат лекарските препораки, но сепак во одредени случаи, особено со пациентите од повозрастната категорија, потребна е дополнителна комуникација за целосно ефикасен третман. Во глобала се почитуваат препораката на лекарите, но мора да потенцирам дека има и проблеми во одреден момент од повеќе причини, кај што луѓето си дозволуваат да за некои работи не се компетентни да дават коментари во поглед на третман, во поглед на постапка. Тука многу не можеме да замериме, затоа што се среќаваме со луѓе од секакви категории, повеќе се проблематични возрастни категории, додека помладата популација повеќе едуцирана, повеќе информирана и доаѓаат со малце потака респект и разбирање. Постои напредок во однос на сваѓањата за грижата за сопственото здравје, што е позитивен чекор во однос на раното диагностицирање на болестите, вели доктор Стојан Мичковски. Мислам дека малку државата повеќе води ред за тоа. Ете, не задолжуваат и нас со одредени цели кои ни се вметнати во нашата програма на работа и во програмата на Министерството за здравство. На некој начин почнаа повеќе да водат ред за своето здравје, за вкупниот холестерол во крвта, за шекер, дали има или нема. И кога нешто е на време, има решение, а добро е кога има решение. Кривопаланчани пак вела дека секоја свесна и возрастна личност е одговорна за сопственото здравје. Редовно одите на лекар, превентивно ги слушате? И черебеоскопија, редовно идем. Ги почитувате сите нивни совети? Да. Освен класичната медицина, кои други методи ги применувате? Чаеви обавезно пие, увин чај, мајчина душица, обавезно сабар. Идем на бања, идем лето на одмор, хрит идем. Мора да се грижи за своје здравје и да води рачун за своје здравје. По повод Светскиот ден на здравјето во здравствениот дом доктор Димитар Арсов традиционално ќе бидат
Владата ќе одвои 210 милиони денари за реконструкција на болниците во Прилеп и Битола. Нов ургентен центар ќе биде изграден во Куманово, а ќе се набавува и опрема за потребите на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Владата ќе инвестира во реконструкција на Битолската и Прилепската болница, изградба на нов ургентен центар во Куманово, како и набавка на нова опрема за потребите на болниците. Инвестицијата е вредна 210 милиони денари, средствата се обезбедени од остварените заштеди од набавката на инсулини и ленти за мерење на шеќер. Само од овој тендер вкупната заштеда е 235 милиони денари. Од Министерството за здравство информираа дека заедно со стручен тим од архитекти и градежници е направена обиколка на објектите во Прилеп, Битола и Куманово, при што е утврдено што треба да се менува. Битолската болница ќе добие нова фасада по најновите енергетски стандарди, изолација и промена на сите прозорци, како и реновирање на тоалетите. Реконструкцијата ќе чини 90 милиони денари, а се планира да биде завршена до октомври 2016 година. Во болницата во Прилеп се планира комплетна реконструкција на операционите сали и сите тоалети, како и промена на подови. Вкупната инвестиција се проценува на околу 40 милиони денари и треба да биде завршена до септември 2016 година. Нов ургентен центар ќе биде изграден во Куманово, истиот ќе се гради до местото каде што сега се постојните ургентни амбуланти и кога овие објекти ќе се поврзат, ќе се добие нов и современ ургентен центар на кој ќе биде префрлен и апаратот за томографија. За оваа инвестиција владата одвои близу 20 милиони денари, истата се планира да биде завршена до крајот на идната година. Во однос на набавка на нова медицинска опрема во следниот период, фокусот е на Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски од Скопје. Министерот за надворешни работи Никола Поповски денеска во Будимпешта заедно со шефовите на дипломатиите на Унгарија, Грција, Србија и министерот за ЕУ прашања на Турција ќе учествува на министерски состанок посветен на прашањата за енергетска стабилност во регионот на Централна и Југоисточна Европа. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски денеска во Будимпешта заедно со министрите за надворешни работи на Унгарија, Грција и Србија и министерот за европски прашања на Турција ќе учествува на министерски состанок посветен на прашања за енергетската стабилност во регионот на Централна и Југоисточна Европа. Состанокот се одржува и на иницијатива на министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија, а ќе се разгледува интересот на земјите за поддршка на диверзификацијата на рутите и изворите за снабдување со природен газ од Република Турција. Според најавите на состанокот ќе бидат разменети мислења меѓу 5 држави за тоа дали се подготвени да се реализира проектот за нов гасовод. Проектот Турски поток е алтернатива на проектот Јужен поток и е проект на руската компанија Газпром за пренос на газ преку Црно море до Турција и оттаму до турско-грчката граница. Русија во декември минатата година соопшти дека се откажува од проектот Јужен поток поради неконструктивна позиција на Европската унија. Револтирани се граѓаните од улицата 602 и покрај ветувањата на локалната власт дека ќе им се санира улицата и дека ќе добијат основни услови за живење во урбана заедница, сепак после толку години тие понатаму не можат сообраќајно да се поврзат со Куманово. Од локалната власт вела дека се информирани за проблемот и најавија санација на улицата по подобрување на временските услови. Револтирани се жителите на улицата 602, улица непосредно лоцирана до населбите Гладно поле и Проевце, иако со децении живеат на оваа локација, иако уредно доставуваат барања до локалната власт. Патот, кој е единствена комуникација со градот, е во исклучително лоша состојба. Овој така наречен пат пешки едва може да се помине, додека да се вози со автомобил, тоа е вистински предизвик. Граѓаните бараат што е можно поскоро санирање на улицата и пукнатините кои сега личат на мали езерца. Најголем проблем не е нас пут. Друго све имамо канал, струју, воду, кабел, али пут, еве на доктора не може да се отидеме. Не доваѓа ни такси, ни наше авто може да скочи. Млади деца што имаше, што може овој крај да се развие, да градеви куќи и све живо и диво и да се работи, све не испобегаа. Кој Швајцара ја фати, кој Немачко, кој Шведско, кој Францију. Колку пут гласамо за градоначалника, толку пут ни кажа дека ќе го направи пут, а никако еве. Граѓаните се огорчени, вела дека постојано добивале ветувања од локалната власт за санирање на улицата. Додаваат дека се им е решено освен патот. Овој крај може да се развие, но потребно е да се реши проблемот. Поради катастрофалните услови, ниту таксистите не доаѓаат и не работат на овој дел, велат граѓаните. Им кажувале дека за 50 денари немале намера да ги кршат автомобилите.
Немаме пат нито од каде Правица, нито од кај Кланица стара. Доставивте ли барања до локалната власт? Хикс пут е ставено. Што ви одговорија? Не сме могуќност, некада нема да одговори. 4-5 барања долу проект се стоят на неодговорени. Одзека преку 32-3 куќе има. А људство, како да ти кажу... Куде 4 човека, куде 5, куде 6, па и људство имамо, зашто имамо деца млади, еве ми имамо... Во неколку наврати поднесени се барања за санација на улицата. Дел веќе се и доставени. Имаме поднесено неколку пати барање до општина Куманово, што барањата се прифатени, али од година заради финансиски проблеми општина што ги има, не го решава овој проблем. Се надеваме дека во некоја поблиска иднина ќе биде, при што луѓето многу се огорчени за сето ова. Од општина Куманово информираа дека ќе го решат проблемот со подобрување на временските услови. Се надевам дека за неколку дена со подобрување на временските услови ќе се вклучиме одма во реконструкција. Жителите на улицата ќе мора да почекаат на подобри временски услови и дури тогаш по 3 децении да добијат улица која ќе биде проодна за нив. По повод 8 април, Светскиот ден на ромите, невладината организација за хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција Англунипе денеска традиционално одржа трибина на тема "Роми, борете се за вашите права". На трибината беа присутни представници од невладините организации, директори на основните и средните училишта, представници од локалната самоуправа. Има напредок во образованието на ромската популација, но не достига здравствена заштита и вработување, изјави Мирџан Демирали од невладината организација за хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција Англунипе на денешната трибина одржана во просториите на поранешен комитет по повод Светскиот ден на ромите 8 април. И покрај напредокот и зголемената свесност кај ромите, Демирали додаде дека се уште има неравномерна застапеност на етничките заедници во локалните и државните институции. Да се нели осеќаме како дискриминирани затоа што за разлика во локалната самоуправа се присутни од сите етнички заедници, за разлика нема ни еден ром. Враќањето на дискриминацијата, враќањето на ромите од гранично отворената Ваноце, иначе со конвенцијата, Женевската конвенцијата, значи ги уживаме правата како роми. За разлика од пред 10 години, денес околу 500 роми имаат завршено средно образование, а 20 од нив се и горди студенти. Дел од нив ги користат и можностите за стипендии за образување, но сепак во училиштата не се изучува ромскиот јазик, смета Демирали. Значи денеска ќе се потрудиме да збориме и за образованието. Ако се сеќавате пред 3 години имаше еден процес каде што се беше отворен конкурс од локалната самоуправа за предмет на ромски јазик и култура. Од некои причини, не знам кои беа тие причини, што нели тој конкурс е поништен и до денес немаме ром наставник. Од ромската организација за жени Даја сметаа дека еден ден не е доволен за разговор за проблемите со кои се соочуваат ромите. Секој ден да се зборува за ромите, за да се подобри. И не само да се зборува, него да се направи на делот, да се подобри состојбата на ромите. Според Демирали, во Куманово живеат околу 8.000 роми. Шест лица се хоспитализирани по експлозијата во хемиска фабрика во кинескиот град во Јужен Јемен. Убиени се најмалку 18 луѓе. Косово во ЕУ или обединување со Албанија. Вести од светот. По експлозијата во хемиската фабрика во кинескиот град Жакзоу во југоисточна провинција Фуџијан хоспитализирани се 6 лица. Околу 100 пожарникари испратени се да го изгаснат пожарот предизвикан од експлозија во фабриката која произведува токсична хемикалија параксилен. Велејќи им дека нема истекување на отровни гасови, властите се обидоа да ги смират локалните жители. Градоначалникот на градот изјави дека еден работник е ранет на местото на експлозијата, а 5 настрадале од искршени прозорци. Најмалку 18 луѓе убиени се ноќта кон вторникот во Јужен Јемен во борбите помеѓу шиитските бунтовници од племето Хути и силите на побегнатиот председател Абд Раба Мансур Хади, со што бројот на жртвите во неделата се искачи на околу 160, а Црвениот крст изрази надеж дека во следните 48 часа ќе успее да достави 48 тони лекови и друга хуманитарна помош. Меѓународниот комитет на Црвениот крст веќе неколку денови апелира до завојуваните страни да ги прекинат сите
сите борбени операции поради доставување хуманитарна помош, со што ќе се избегне хуманитарна катастрофа, на која што во понеделникот предупреди Фондацијата за заштита на деца при Обединетите нации УНИЦЕФ. Во среда треба да пристигне авионот Јордан, кој ќе донесе 16 тони медицинска помош. Истовремено се обидуваат во Јемен да префрлат група хирурзи и лекари од невладината организација Лекари без граница. За приштинската телевизија Клан Косово, Рама изјави дека обединувањето на Косово и Албанија има две алтернативи и се зависи од пристапот на Европската Унија. Тој истакна дека прво е обединувањето во Европската Унија, но ако Унијата продолжи да ги затвара вратите за интеграција на Косово, тогаш двете држави ќе бидат принудени да се обединат на класичен начин. Српскиот премиер Александар Вучич, како реакција на изјавата на Рама, порача дека Косово и Албанија никогаш нема да се обединат. По последниот пораз од Белорусија во квалификациите за Европското првенство 2016 и незадоволството од резултатите низ актуелниот циклус, известно е дека Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија ќе изгласа недоверба за се уште актуелниот македонски селектор Бошко Ѓуровски. Денеска ќе се одлучува за неговиот статус. Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија денеска ќе ја разгледува досегашната работа на македонскиот селектор Бошко Ѓуровски, пошто согласно најавите и официјално се очекува разделба со досегашниот предводник на националниот тим. По последниот пораз од Белорусија во квалификациите за Европското првенство во 2016 година и незадоволството од резултатите низ актуелниот циклус, известно е дека Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија ќе изгласа недоверба за се уште актуелниот македонски селектор. Согласно договорот меѓу двете страни, отказот за Бошко Ѓуровски ќе ја чини ФФМ исплата на 3-месечни плати како одштетата за предвременото раскинување на договорот, или околу 21.000 евра. Претходно, како што е познато, оставка од функцијата менаџер на А репрезентацијата поднесе Илија Најдовски, пошто сега пред ФФМ се отвора простор за нови назначувања на двете водечки позиции во сениорската репрезентација. Да ја проследиме временската прогноза. Јас ви благодарам за вниманието, пријатна вечер.